телевизиите работат со лимитирани ресурси, па им дозволивме пред почетокот на овој настан да ги снимат изјавите од учесниците, па да започнеме. Се извинувам уште еднаш. Добре дојдовте во името на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи. Се сеќавам дека на претходното слично јавно собирање во рамките на овој проект, на друго место додуше беше, во сличен состав се разви интересна дебата, директно поврзана со поводот за кој што и денеска сме тука, се разбира. Дел од прашањата на кои што се дебатираше, предпоставам лесно може да се идентификуваат, а беа поврзани со дали и колку е мерлив ефектот од странските директни инвестиции, околу транспарентноста или поточно нетранспарентноста на дел од податоците поврзани со субвенциите кои што ги добиваат дел од директните странски инвестиции, за улогата на домашните компании во целата приказна, за даночната политика и така натаму. На тој собир се сеќавам беше присутен представник на Агенцијата за странски инвестиции, од другата страна беа неколкумина представници на експертската и академската јавност и велам беше интересно да се слушне и да се види соочување на аргументите во отсуство на вистинска јавна дебата и вистинско јавно соочување на про и контра аргументите. Велам, ова е проект на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, дел од проектот за граѓанско општество на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски држави, УСАИД, спроведуван од Фондацијата Отворено општество Македонија. Денеска представниците на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи ќе го презентираат документот Предлог решение за подобрување на инвестицијската политика на Република Македонија. Формално, официјално имаме тројца говорници, панелисти на почетокот, а потоа се разбира овој форум е отворен за сите вас присутните денеска овде. Мислам дека има такви кои што можат квалитетно да придонесат во дебатата, така што подоцна ќе ве поканиме сите вас да се вклучите со ваше видување. Документот е резултат на 15-месечен проект, кој што е поврзан со истражување на директните странски инвестиции, односно на влијанието на владините субвенции за привлекување директни странски инвестиции наспроти нивниот ефект врз економскиот раст, и по тие 15 месеци Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи излегува со овој документ. На почетокот ќе го поканам Горан Мојановски од името на ЗМАј, што е кратенка на Сдруженијето, да накратко да го презентира документот, а потоа и другите двајца учесници, се разбира подоцна и вас ќе ве вклучиме во дебатата. Горан, повели. Благодарам, Васко. Најпрво сакам да се заблагодарам на сите присутни тука од државните институции, од приватниот сектор, од амбасадата на Соединетите Американски држави, од УСАИД Македонија и индивидуалци кои што одвоија дел од сопственото време со цел да ги сослушаат нашите сознанија. Пред да започнеме, значи, со подготовка на предлог решенијата за подобрување на политиката, на инвестицијската политика во Република Македонија, Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи спроведе истражување на тема влијанието на владините субвенции за привлекување на странски директни инвестиции врз македонската економија. По спроведеното истражување увидовме дека можеме да дадеме неколку можни решенија каде може да се унапреди инвестицијската политика,
би биле овие решенија би помогнале во области како што се поголема достапност на податоци, унапредување на пазарот на работна сила во Македонија, подобрување на администрацијата во Македонија, потоа во однос на доделувањето на даноци и како да се поттикне соработката на домашните со странските инвестиции, веќе постоечките странски инвестиции. Најпрво би започнал со транспарентноста во однос на достапноста на податоците, кои што беше најголем проблем на Сдруженијето на млади аналитичари при спроведувањето на проектот, влијанието на владините субвенции за привлекување на странски директни инвестиции врз наспроти нивниот ефект врз економскиот раст. Под транспарентност на податоците подразбираме јавно и детално објавување на дезагрегирани податоци на веб страните на институциите и компаниите кои користат субвенции од страна на државата. Сега, некои од податоците се однесуваат во овој домен се следниве. Да се објавуваат податоци за странските директни инвестиции по земји, но и по дејности на инвестицијата која доаѓа од таа земја во рамките на екстерни статистики на Народна банка. Податоците на Царинската управа на Република Македонија за увозот и извозот да бидат дезагрегирани по производ или по група производи и по земји во исто време. Буџетот да биде многу повеќе дезагрегиран и подобро класифициран. Се мисли на годишните завршни сметки на буџетот на Република Македонија. Треба значи да биде направен на многу поаналитично ниво и ставките да бидат многу појасно објаснети, односно буџетот треба да биде подетален. Кога ги анализиравме буџетите на владата, на Агенцијата за привлекување на странски директни инвестиции и промоција на извозот и на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, поголем дел од нивните буџети се однесува на ставката договорни услуги. Еве тука може да видите во договорни, ова е конкретно извадок од годишната завршна сметка за 2015 година, каде што најголема ставка во буџетот во рамки на владата како буџетски корисник е договорни услуги. Што се влегува во овие договорни услуги, на нас не познато. Предлог е да се објават исто така податоци за тоа колку луѓе одат на роудшоуата како еден од начините за привлекување на странски директни инвестиции, со цел да се направи пресметка за ефектот од роудшоуата, односно колку привлекле странски директни инвестиции после секој роудшоу и колку се предизвикани трошоци за тоа роудшоу. Исто така во рамките на проектот влијанието на владините субвенции за привлекување на странски директни инвестиции, применивме методологија за пресметување на цената на трудот конкретно во странските директни инвестиции, субвенционираните странски директни инвестиции, која што ни даде податоци кои што не можевме да ги земеме за релевантни, затоа што во една од фирмите во текот на една година имаше само еден вработен и прима плата од 267.000 денари, што значи дека наредната година просечната плата беше драстично помала, кога ја вршевме пресметката, и што значи дека треба да се извадат платите на менаџерите од нето исплатените плати според ставката во годишните завршни сметки што ги приложуваат фирмите во Централен регистар, со цел да се даде по-правилна сума за просечна плата. И вториот проблем кој што исто така поби методологијата која што користевме, е што во друга фирма пак просечната плата излезе дека е помала од 5.000 денари,
месечна нето плата по вработен, што во тој период кога анализиравме законскиот минимум е 8500 денари. Ова значи дека наместо да се почитува ставката просечен број на вработени врз основа на часови поминати на работа, како што гласи ставката во листингот на годишни завршни сметки, се приложува крајниот број на вработени, а во фирмите драстично се менува, односно се зголемува во овие странски директни инвестиции бројот на вработени и тоа предизвикува редуцирање на нивото на просечна плата во фирмите. И како предлог решение, ова е како изгледа сега моменталната конструкција на листингот на годишни завршни сметки во Централниот регистар на Република Македонија. И кога сакавме да ја пресметаме просечната плата во соодветната фирма, го делевме нето плати и надоместоци со бројот на вработени, и така го добивавме, и бројот на месеци 12, значи и така го добивавме, зависи ако пишува дека 12 месеци функционирала компанијата во текот на годината, и така го добивавме просечната нето плата. Предлогот е да се воведе дополнително нето просечна вредност на час, односно да се води, значи, евиденција за вредноста на исплатен час во секоја фирма, значи да важи ова, кога ќе ги приложува годишните завршни сметки, или вкупно изработени часови, па кога ќе се поделат нето плати и надоместоци со вкупно изработени часови, ќе се добие нето просечна вредност на час, а при тоа, значи, да бидат исклучени во нето плати и надоместоци, да бидат исклучени платите за повисоките нива, значи за менаџерите. Исто така, анализиравме, сакавме да го утврдиме нивото на субвенции што во периодот од 2007 до 2015 година е доделено на странските директни инвестиции. За тоа ја проучувавме Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно договорите приложени во Комисијата, одлуките за државна, односно за регионална и хоризонтална помош во Комисијата, и утврдивме дека се донесени 29 одлуки во периодот од 2007 до 2015 година за државна помош на 27 странски директни инвестиции и 2 домашни инвестиции. Од овие 29 одобренија, за 4 е позната сумата на доделена државна помош. На претходните настани организирани од страна на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, причината зошто не се објавуваат сумите, односно субвенциите што ги доделуваат на странските директни инвестиции и на домашните инвестиции, Комисијата за заштита од конкуренција, односно ги одобрува Комисијата за заштита од конкуренција, ги доделува Владата на Република Македонија, Агенцијата за привлекување на странски инвестиции и промоција на извозот и Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Значи, главна причина е да не се изгуби конкурентноста на Македонија во преговорите со новите странски инвестиции, и бидејќи им даваат на компаниите можност да бидат овие договори деловна тајна. Но еве ќе споделам како за пример Чешка од 1998 година во нивната Агенција за привлекување на странски директни инвестиции и бизнис развој имаат значи цела табела за тоа која инвестиција, од која земја доаѓа, дали е домашна или странска, во кој сектор е, колку вреди инвестицијата, колку работни места, до кој ниво добива помош. Само
Извинете. Вака, ова е табелата која што ги содржи сите инвестиции во Чешка од 98 наваму. Еве тука по кој основ се даваат државната помош. До сега нема дадено за капитални инвестиции, колку што памтам, ги имаат објаснето најдоле во документот сите колумни што подразбираат. Има дури и поле каде што се објаснува дали им е прекината помошта, во проценти од инвестицијата е дадено во ова поле, а во износ во чешката валута е дадена во ова поле. Чешка бележи тренд на зголемување на странските директни инвестиции и на домашните инвестиции од година за година. Но доколку ова предлог решение сепак е проблем за да се воведе во Република Македонија, може да се примени тогаш следново решение, а тоа е да се користи овој темплейт од извинувам. Резюме слайдшоу. Да се користи овој темплейт од Комисијата за заштита од конкуренција, само што да биде проширен значи дали ставнува збор за доделена државна помош за државна инвестиција, за домашна инвестиција, за странска инвестиција, да не биде наведено ниту едно име од државните, домашните или странските инвестиции, на тој начин да се заштитат колкава сума добиле, но да бидат наведени по кои ставки вкупните суми се доделени за државните инвестиции. Значи, да речеме, доделена е хоризонтална помош за обука на вработени во текот на 2015 година во износ од 1 милион евра. Не е познато на кои се компании се поделени тие 1 милион евра, но е познато нивото на субвенција. Тоа е вториот предлог, значи да се прошири ова што го приложува во извештаите Комисијата за заштита од конкуренција. Ова конкретно се вредноста на сумите, тука се вредноста на што ги доделува за мерките за вработување, но не ги наведува тука исто така вкупните суми за доделените субвенции за странските директни инвестиции или пак за јавните предпријатија, затоа што дел од јавните предпријатија исто така добиваат субвенции. Исто така, за нас сакаме да добиеме образложение како здружение за одлуките на државна помош кои добиле компании за кои поминало повеќе од една година од одобрувањето, значи, на државната помош од страна на Комисијата за заштита од конкуренција, но не започнале никакви инвестициони активности. Како пример ќе ги земам SMR Automotives, Eastern Medical и Startec Doyle. Исто така, не знам дали до сега имаат отфрлено некоја компанија за државна помош, но во иднина, доколку има компании кои што не им е одобрена државната помош, исто така да бидат објавени и тие одлуки за неодобрена државна помош. SMR Automotive се сабира Мадерсон од Индија. Они добиле државна помош. Одлука, има одлука за државна помош. А ние им се парите, дадени се или? Не знам дали им се дадени парите. Само одлуките се, а не знам понатаму ништо ова. За разлика од другите 26
одлуки каде што се познати дека инвестициите се во тек. Значи компаниите се градат, значи ги градат нивните објекти. И дури не се знае. Не се знае дали им се даде. Исто така, прашање до Комисијата за заштита од конкуренција увидовме дека во 2015 постои одлука за доделување на државна помош на Вистеон Electronics, а Вистеон Electronics најави дека ќе си оди во 2016 година, на нејзино место треба да дојде Делфај. Така да, за по кој основ се доделува државната помош на Вистеон Electronics. Во последно време често се најавуваат голем број на странски инвестиции дека започнуваат исто со изградба на погон во Македонија, но само дел од овие најави се остваруваат. Во периодот од 2007 до 2014 година идентификувавме 23 странски директни инвестиции кои заедно би внеле 1,2 милиарди евра во Република Македонија, доколку би биле реализирани. Само како пример ќе ја земам Weibo Group, која што требаше да отвори, да изгради погон во технолошко-индустријската развојна зона Ранковце. Weibo Group има откупено погон во Крива Паланка, каде што таму го започна производството, но понатаму не продолжи со инвестицијата и не е познато дали ќе ја развива, дали ќе изгради оваа дали ќе го изгради собствениот погон, а имаат поминато повеќе од 2 години од нејзината најава. Иначе Weibo Group се смета за инвестиција во вредност од $400 милиони и е на 7-мо место рангирана според висината на инвестиции во World Investment Report, изработена од страна на Обединети нации во 2014 година. Значи во 2014 година се смета за 7-ма инвестиција по висина од најавените инвестиции во светот. Затоа предлагаме, значи како решение на овој проблем предлагаме да се по примерот на владата на Република Македонија, која што на својата веб страна ги дава проектите кои што ги има завршено, што се во тек и што треба да се реализираат, така всушност и Агенцијата за привлекување на странски директни инвестиции да дава, значи да ги има образложено сите инвестиции кои што се најавени, кои што повеќе од 6 месеци од најавувањето немаат започнато со никакви инвестициони активности, инвестициите кои што се во тек, значи се во изградба, инвестициите кои што се реализирани, дури ако се навратам на примерот на Чешка. Чешка има годишни извештаи, интернет. Во Чешка, значи, има годишни извештаи кои што покажуваат колку инвестиции се реализирани, колку се најавени, колку реализирани, колку на годишно ниво се доделени субвенции, колку се отворени нови работни места, колку е зголемен бројот на работните места во домашните и во странските инвестиции во однос на претходната година и така натаму. Сега, една од областите опфатени во предлог решенијата за унапредување на инвестицијската политика во Македонија е и администрацијата. Ова е шемата како изгледа институционалната рамка за инвестиции во Македонија. Само како предлог решение
да се унифицираат сите засегнати страни задолжени за привлекување на странски директни инвестиции, сите засегнати страни кои што ги водат значи државните инвестиции, сите засегнати страни кои што вложуваат односно кои што ги поддржуваат домашните претпријатија во едно тело, еден инвестиционен фонд кој што ќе биде независен како Народна банка, а сите овие сектори да бидат сите овие министерства, дирекции и агенции да бидат како сектори во тој инвестиционен фонд. И тој инвестиционен фонд всушност да ги контролира сите државни инвестиции и да го води привлекувањето на странски и обслужувањето на странски директни инвестиции и да го поттикнува да ги поттикнува домашните инвестиции. Инаку, зашто, како произлеговме до ова решение, прво увидовме дека еден од проблемите со кои што се соочуваат странските директни инвестиции е големата бирократија во Македонија и исто така се поистоветувавме со уште едно истражување кое што ги има опфатено сите земји во транзиција и каде што како главен проблем за одвраќање на инвестициите во соодветната држава се смета бирократијата. Моментално ќе ја земаме еве Македонија во периодот од 2007 до 2010 година има вредност на инвестиции на странски директни инвестиции од 1,2 милиарди евра. Значи во период од 4 години со 2 министри без ресор, не сум сигурен за бројот на економски промотери, со Агенција за привлекување на странски директни инвестиции, со дирекцијата која што се уште е во развој, значи привлекува поголем обем на инвестиции во однос на периодот од 2011 до 2016, заклучно јуни. 30 јуни. Во овој период од 2011 до 2016 привлечени се 1 милиарда 193 милиони евра странски директни инвестиции, а бројот на министри за привлекување на странски инвестиции е 5, бројот на економски промотери 30. Потоа имаме развиени сектори во Министерството за финансии, за економија, исто така кои што се задолжени за инвестицијската политика во Македонија. Имаме развиена дирекција за технолошко-индустријски развојни зони, Агенцијата за привлекување на странски инвестиции, а укината е Агенцијата за привлекување за развој и за инвестиции која што постоела до 2010 година. Да не должам многу, се задржав бајаги, ќе оставам простор на другите говорници да го кажат своето мислење, а во текот на дебатата секако ќе изнесам дополнителни податоци. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, Горан, и ова беше засега интересно. Се разбира, потоа го очекуваме твојот придонес во дебатата. Сега ќе го поканам доктор Бранимир Јовановиќ од Институтот за општествени и хуманистички науки. Ќе зборува за квалитетот на работните места во странските директни инвестиции, што може да звучи како еуфемизам во принцип за тоа што се случува со работниците во странските директни инвестиции. Фала на воведот. Да, јас ќе зборувам за работните услови и работничките права во новите странски фирми. И ќе презентирам некои прелиминарни резултати од едно истражување на кое што работам моментално во мојот институт. Имам 3 поенти, 3 дела во излагањето. Првото се однесува на презентирање на одредени состојби во овие нови фабрики во поглед на работничките права и работните услови. Второто се однесува на идентификување на проблемите, тоест на факторите за состојбите кои што претходно ќе ги спомнам. И третото се однесува на дизајнирање на некој си предлог мерки кои што можат да ги подобрат состојбите. Ќе почнам со првиот дел.
кога се всушност мислам дека кога почнавме да го правиме ово истражување, сакавме да утврдиме всушност какви се работните услови, работничките права во новите фабрики. Меѓутоа мислам дека многу брзо свативме дека нема потреба воопшто да правиме истражување за таа тема, затоа што мислам дека на сите ни е јасно дека таму нема работнички права и дека работните услови се катастрофални. Меѓутоа, за да не испадне дека зборам на памет, ќе ви презентирам само некои наводи. Проблемите се општи, скоро да нема нова фабрика во која што ние ја опфативме, во која што не се присутни проблемите кои што сега ќе ги спомнам. Например, работниците работат повеќе од 40 часа неделно, често пати саботи, недели, празници и не можат да одбијат да работат ако не им се работи во сабота, недела или празник. Тоест формално правно можат да одбијат, меѓутоа ако одбијат да работат, тогаш им следуваат некои санкции кои што најчесто се прво во вид на опомена, а потоа и во вид на непродолжување на договорот за работа. И тоа е многу интересно што најголем дел од вработувањата во овие нови фабрики се на краток рок. Знаете дека законски може во Македонија да се работи до 5 години со вакви договори и фирмите применуваат такви договори, најчесто тие почнуваат на 1 месец, првите неколку пати се на 1 месец, потоа обично ги продолжуваат на 3 месеци, на 6 месеци. Главно поентата е дека ако работникот не задоволува некој од барањата, или ако бара, не знам, например, подобрување на некои услови или работнички права, тој не се отпушта од работа, туку едноставно договорот не му се продолжува. И се е тоа согласно законот и уставот. Друг проблем кој што е општо присутен е што нормите се прилично високи во овие фабрики. Ќе го дам примерот на најпознатата странска фабрика Дрекселмајер. Работниците таму викаат дека нормата што имаат во македонските работници во македонската фабрика е 50 коли, тие така ги викаат тие сетови што треба да ги изработат. Значи еден работник треба да дневно да изработи 50 коли, додека во Романија на пример нормата е 20 до 30 коли. Значи двојно помало таа во Македонија. Други проблеми се тоа што условите за работа може би се подобри од некои домашни фабрики, како например текстилните фабрики, но се далеко од добри. Например, во овие фабрики за производство на кабли, сите материјали, сите тие кабли со кои што работниците работат се премачкани со некои материјали, отрови за глувци или кој знае што, кои што се штетни по здравјето. Честопати на работниците работат со голи раце, затоа што нели се работи со кабли, не можеш со ракавици да работиш, што е пипава работа, но на работниците, значи, освен тоа што работат со голи раце, не им е ни кажано дека често пати не им е ни кажано дека каблите се премачкани со отрови. И има други проблеми, како например често пати нема ладење во тие фабрики. Грејењето не е толку голем проблем, затоа што се топли фабриките, има погони кои што работат со грејење и заради тоа грејењето во зима не е проблем, но ладењето во лето е голем проблем. Значи генерално работните услови, иако се подобри можеби од текстилните фабрики, сепак се лоши. И постојат бројни други примери, не сакам премногу да навлезам во тоа, ако сакате после може ќе презентирам и други. Значи првата поента е дека работните услови во тие фабрики се лоши и работничките права се кршат на големо. Но тоа не е ништо ново, како што кажав. Висинското прашање е зошто е состојбата таква. И интервјуата што ги водев со работниците таму, ми укажуваат на 3 тези. На база на тие разговори поставам 3 тези и тоа е дека првиот проблем е што законската регулатива е таква што возможува експлоатирање на некој начин или злоупотреба на работниците. Вториот проблем е што институциите кои што треба да ги штитат работниците не функционираат како што треба, тоест потфрлаат. И третиот проблем кој што според мене е најсериозен е тоа што самите работници го прифаќаат тој поданички менталитет, начин на размислување кој што им го наметнуваат газдите на фабриките. Ќе почнам со ред. Првиот проблем тоа дека законската регулатива е таква, мислам дека веќе го спомнав. Законот на пример дозволува работниците да бидат ангажирани на кратки договори и тоа возможува работниците се држат на ланец цело време, практично да се дисциплинираат.
А вториот проблем дека институциите не реагираат, ќе го илустрирам со неколку примери. Првиот е што често пати кога некој работник ќе се пожали до трудова инспекција, кога што нели треба да ги штити работниците, трудовата инспекција реагира на тој начин што испраќа допис дека го посетила работното место и установила дека се е направено согласно законот или дека таа реагирала согласно законот. И се завршува на тоа. Дури имаше еден пример, два примера ќе спомнам всушност. Еден пример кога некоја работничка пријавила кршење на одредено право и кога таа се вратила на работното место, шефот ја повикал неја на разговор и кажал зошто си пријавила. Значи шефот дознал дека таа пријавила пред инспекцијата да реагира. Значи инспекторот, надлежниот инспектор или кој да е, пријавил на шефот лично пред да интервенира како што треба официјално. И има уште еден пример, тоа е кога имаше труење во една од тие големи фабрики, во фабриката во Битола, во Кромберг и Шуберт, имаше труење пред некој време, мислам дека околу 200 работници се затруа тогаш и нели интервенираше инспекцијата и инспекцијата кажа дека тоа не било труењето не било предизвикано од бактерија во мензата, не било предизвикано заради фабриката, заради условите во фабриката, него било заради нешто друго. Меѓутоа никој од вработените не верува во таа приказ. Сите викаат како е можно 200 вработени да се заболат во еден ист ден од иста бактерија или што и да е, и тоа да не е заради фабриката. Главно сакам да кажам дека институциите кои што постојат таму да ги штитат правата на работниците не функционираат. И не застанува тоа само на трудовата инспекција, има проблеми и со народниот правобранител кој што честопати реагира, не честопати, туку секогаш реагира со тоа дека тој нема надлежност да интервенира во овие фабрики, затоа што тие не обавуваат јавна дејност, или не знам точно како беше објаснувањето, ги имам писмото, ако сакате ќе ви го прочитам после. И можеби најеклатантен е примерот со судството, кое што исто така на големо потврдил. Имаше пример со фабриката Дрекселмайер, кога одредени работници пробаа да организираат штрајк заради тоа што не им беа исплатени одредени бонуси и тогаш беа отпуштени 30 на работници формално, а повеќе неформално затоа што на другите не им беа продолжени договорите, но 30 на работници беа отпуштени од работа заради непочитување на законот за штрајк и кога тие се жалеа на судот, се случи нешто според нивно кажување што е практично неверојатно. Уплатницата за плаќање на судската такса, тие ја уплатиле судската такса кога поднеле тужба во судот и таа уплатница судот им ја зел и потоа судот викал дека тие не ја уплатиле судската такса. Тие не направиле фотокопија од уплатницата, немале доказ дека навистина го уплатиле тоа и судот на тој начин практично ја блокирал, ја поништил, воопшто не ни почнал процес. Значи, тоа се страшни примери за тоа како институциите потврлаат кога е во поглед заштитата на работничките права. Третиот проблем е што работниците сами го прифаќаат тој начин на размислување и тоа јас го воочив уште на самиот почеток кога сакав да го правам ова истражување, затоа што се соочив со страшен проблем да најдам луѓе што работат во овие фабрики кои што ќе сакаат да зборуваат со мене на анонимно интервју за нивните работни услови. Значи јас не ги терам нив да кудат фабриката, да вика дека фабриката е лоша. Јас само сакам да им поставам одредени прашања, тоа ќе биде се анонимно, може да зборуваат што сакаат, може да зборуваат дека фабриката е најдобра на светот, меѓутоа тие не сака. И тоа не беа некои обични луѓе, него блиски, роднини и пријатели не сака да разговараат со мене. Вика, не ме интересира тоа. Не ме меше во такви работи, не ме интересира политика. Не сакам да се закачам со фирмата. Оние што беа поискрени кажува страв ме да не ја загубам работата и слично. Меѓутоа често пати тоа прикриено. И значи луѓето сами го прифаќаат тој менталитет, таа атмосфера на страв, самите практично се автоцензурираат и самите не сакаат да зборуваат и да се борат за подобрување на нивните права. И сега можеби јас можам да го разберам нивниот страв, живееме во тешки услови, сиромаштија, безработица и слично. Меѓутоа ако немате храброст да зборувате за работните услови во вашата фабрика, како може да очекуваме воопшто да смениме нешто во ова општество? Па нема работите да паднат од небо, нема некој да дојде и да ни ги фрли, да ни го подобри животот со волшебно стапче преку ноќ. Мораме сами да се избориме за тоа.
И сега ги преминем на третиот дел, тој се однесува на мерките за подобрување на состојбата. И мерките се однесуваат практично на овие три аспекти кои што ги спомнав. Првата се однесува на подобрување на законската регулатива во однос на работничките права, пред се на олеснување на правото на штрајк. Знаете дека, претпоставам дека знаете дека штрајкот, правото на штрајк е регулирано, ако не се лажам, од 26 закони, и за да организирате вие штрајк треба да внимавате да не прекршите одредба од било кој тој закон. Што е практично, зашто практично треба да сте правен експерт. И значи тоа мора да се олесни. Второто е мора да се олесни синдикалното организирање. Во ниедна од овие фабрики нема синдикат. И не само што нема синдикат, него кога ги прашував работниците што мислат за тоа, дали има шанса да се организира синдикат или слично, тие ми кажуваат нема шанса. Едноставно нема шанса да се направи такво нешто, затоа што луѓето се такви. Луѓето се плашат, луѓето не сакаат, ако пробаш да организираш нешто ќе те искодошат кај шефот и ќе останеш без работа. И значи мора да се, и тоа е устари уште една илустрација на тој поданички менталитет, но мора значи да се олесни законски правото на синдикално организирање, а можеби со закон да се предвиди дека мора да има секоја организација или странска фабрика синдикат. И значи тоа е првата група на фактори, законска регулатива. Втората е да се подобри работењето на институциите, судство, трудова инспекција, народен правобранител и слично. И третата група на фактори е да се работи на менување на начинот на размислување на луѓето преку едукација. Луѓето мора да се едуцира, да им се објаснува зашто е потребно тие да се борат за нивните права, да се организираат синдикално, да не се плашат и слично, за да може да има одредена промена. Ако само направиме ние формално правни промени, ако ги смениме законите, може ништо да не се смени, затоа што начинот на размислување ќе остане ист. И се тоа кажува дека всушност не можеме да очекуваме промени преку ноќ во оваа сфера, туку дека промени, за да има вистински промени, ќе биде потребно подолго време. И благодарам се, извинувам што малку подолго зборев. Благодарам многу. Инаку ова се вика конкурентна работна сила, така во владините промотивни кампањи? Па така нешто. Така, нели, да. Добро. Благодарам. Ќе го поканам Иван Вачков од Finance Think, тој исто така има учествувано во истражување, студии и анализи на ефектот на странските директни инвестиции. Се сеќавам дека имам слушано cost-benefit анализа поврзана со странските директни инвестиции. Предпоставам дека дел од тие сознанија ќе ни ги пренесете и денеска, така? Да, благодарам Васко. Почитувани присутни, најпрво да се голема благодарност до Змај. Оваа година ептен беше странските директни инвестиции горлива тема. Не знам колку организации ја има анализирано политиката, така да денеска сум повикан да ги представам нашите резултати од cost-benefit анализа, што ја направивме за политиката за привлекување на странски директни инвестиции. Најпрво, според прирачникот на cost-benefit анализа на Европската комисија се укажува дека секоја голема јавна или капитална инвестиција треба да биде подложена на cost-benefit анализа, за да се дознае дали оваа политика би можела да биде имплементирана или не. Колку што знаеме ние, во Македонија не сме свесни за таква cost-benefit анализа за странските директни инвестиции или впрочем за било која јавна програма што ја има имплементирано нашата држава. Целта на анализата беше да се квантифицира висината на владините трошоци и да се препознае нивниот ефект. Исто така да се зголеми транспарентноста на фискалното трошење во Република Македонија и да се дадат нормално препораки врз основа на сознанијата до кои ја дојдеме во текот на анализата. Морам да напоменам дека главната предпоставка беше дека овие странски директни инвестиции би останале во Македонија за повеќе од 10 години. Значи, од кога ќе завршат нивните субвенции и државна помош која нашата држава ја дава за нив. Исто така анализата се подпираше на квантификување факти и податоци
што ги преземавме нели од сите релевантни надлежни државни органи, но нормално како што и мојот колега Горан кажа, се соочивме со проблеми кога сакавме поточни и подетални информации. Така што иако нашите податоци се соодветни, не можеме да гарантираме за нивната целосна вистинитост. Ке спомнам подоцна за некои примери, зашто го кажувам ова. Како прво, политика на привлекување на странски директни инвестиции. Привлекувањето на странски директни инвестиции не е некоја новитетна или иновативна стратегија што ние сме како први што имплементираме. Оваа стратегија постои низ цел свет. Значи, ние не сме нови ни во Балканот, ни на глобално ниво. Како економски развој, оваа политика забележала големи позитивни влијанија врз економијата на многу земји и тука би ги земал како пример Балтичките земји и Вишеградската група. Делот тоа го напомена и Горан за Чешка, што имаше нели забележано голем раст на странски директни инвестиции. Начините за привлекување на странски директни инвестиции исто така не се некои новитетни. Тука се забележува даночната политика, значи ослободување на некои даноци, исто така добра инфраструктура, значи нели градба на некои објекти и патишта, квалитетна и фер владење, значи тука би кажал помала корупција за да се привлечат странски директни инвестиции, помала бирократија, администрација и така натаму и тарифи и царински прописи, што тука се сметат нели овие фирми за ослободување од некои од нивните од тарифите што би можело да се соочат. Причини за привлекување се нормално исто познати, значи трансфер на знаење, развој на економијата и технолошки развој на самата земја и создавање на нови работни места. Сега малце за ТИР, за технолошките индустријски и развојни зони, исто така тоа не е новитетна политика. Значи, првата таква ТИРС зона е создадена во САД уште во 1930 година, а во Ирска е создадена од 1959 година. Така што оваа политика не е некоја новитетна. Според магазинот Global Finance, значи издание септември 2015, ако се сеќавам, значи специјалните економски зони како начин за привлекување на странски директни инвестиции се застапени, мислам, околу 4000 низ цел свет, има такви зони, во околу вкупен број во 130 земји, од кои што тука се вклучени и развиените земји и земјите во развој. И во последниве 7 години има забележано раст на овие ТИРС зони од 33%. Исто така и од главните држави што применуваат такви политики и создавање на зони се САД, Португалија, тука се и Полска, Ирска, Колумбија, Кина, значи да не ги набројувам сите, поголем дел од азиските земји веќе имаат такви ТИРС. Цели на политиката во Македонија за привлекување на странски директни инвестиции ова е земено од владината програма, а тоа се пораст на странските директни инвестиции, намалување на невработеноста, намалување на трговскиот дефицит, потикнување на соработка на македонски со странски компании и регионален развој. Политика на привлекување СДИ, значи тука не можете да видите зашто малце помале фондот, но во апсолутен износ овие земји успеа да се развијат преку привлекување на странски директни инвестиции во 90-тите години. Значи тука ги напоменувам Вишеградските земји и Балтичките земји, што позитивните влијанија се согледуваат неколку години покасно.
сега нашиот интересен податок, ова се извори од Светска банка, интересен податокот дека во апсолутен износ во Балканот Србија е лидер во странски директни инвестиции од 2004 година до 2015 година, а впрочем Македонија од истиот период е последна. Значи, ние сепак сме најпоследни во странски директни инвестиции. Исто така како нето СД и како процент од БДП, тука е забележана Црна Гора дека има најголемо учество на странски директни инвестиции и тоа не би рекол дека и добро, зашто ако економијата зависи премногу на странски директни инвестиции, тоа исто има и лоши последици. Макроекономската состојба на Република Македонија. Мора да признаеме дека дел, викаме, не збориме дека целосно, подобрувањето на макроекономската состојба се должи на стратегијата, како например покриеноста на увозот со извозот. Од 2006 до 2015 година, мислам дека за 2015 покриеноста беше 70%. Исто така, невработеноста. Стапката на невработеност во 2015 година беше на 26%, мислам, што беше една од најниските стапки во Република Македонија, така да дел од подобрувањето исто може да се каже дека се должи на тоа. Но не означува дека не се соочуваме, оваа стратегија не се соочува со некои предизвици и проблеми. Како ја анализиравме оваа стратегија? Значи, засегнати страни ги сметавме како владата на Република Македонија, невработените, домашни компании, населението и македонската економија, а извори ни беа финансиските извештаи на 14 компании, буџет на Република Македонија, Државен завод, Народна банка и веб страните на државните институции, како УЈП и така натаму. Трошоците реално беа од Агенцијата за странски инвестиции, каде што до 2007 година Министерството за економија ги водеше во подпрограма на економски развој, а отпосле како самостоен буџетски корисник од 2007. Исто така, дел од економскиот развој земавме податоци од економска промоција и поддршка на инвестициони вложувања, зашто сметавме дека тие што се насочени кон странските директни инвестиции, иако не можеме да кажеме со целосна сигурност дека тие се главно кон странските директни инвестиции. Исто така ја земавме дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, трошоци за изградба, уредување и развој на ТИРС, исто под програма Д5 и имавме предпоставка, зашто мислам дека до 2020 година владата планира да имаме 18 ТИРС и уште додатни 2 индустријски зони во Македонија. Исто така, дел од трошоците беа загубен приход по основ на ослободување од плаќање данок на добивка, персоналниот данок исто така и опортунитниот трошок од ангажирано земјиште, како дел тоа беше принос на земјоделско земјиште како алтернативно искористување. Придобивките кои беа? Првите придобивки беа исплатени плати на вработените. Со тоа што сметавме дека тоа би било придобивка на населението, нели вработување, придобивка на економијата, исто така и придобивка на државата, зашто преку купување на стоки и услуги на ова население, преку даночните придонеси, нели ДДВ, би добила, нели, државата поголем внес на пари. Исто така придобивка беа и трговскиот биланс на Република Македонија,
здравственото, социјалното осигурување, зашто тука се смета здравственото и пензиското, зашто овие луѓе ќе бидат нели здравствено и пензиско осигурани, ќе имаат право на пензии, а впрочем од делот од здравственото осигурување сметавме дека е придобивка тоа и на населението и на државата, поради фактот дека народот ќе биде здравствено осигуруван, а државата нема да се сноси со притисок да ги осигурува здравствено преку буџетските пари. Рамномерен регионален развој тука го мислевме, нели соработката на домашни фирми со странските фирми и технолошки прогрес. Сметавме дека со новите технологии, со новите нели странски директни инвестиции би имале придобивка во технолошкиот раст и развој на државата. Резултати. Ние според резултатите увидовме дека стратегијата е економски оправдана за имплементација, зашто придобивките надвладеа на трошоците. Но сепак напоменувам, тоа беше предпоставка дека фирмите би останале после 10 години и би вработиле повеќе луѓе. Но интересното е дека нето сегашната вредност на стратегијата во однос на нето сегашната вредност на номиналниот БДП изнесува само 0,84%. Што значува дека стратегијата реално нема никакво, да речеме, некое влијание врз БДП. Исто така воочивме дека поврат на средствата на државата е во однос 1 према 5,38 денари. Така за еден вложен денар од државата добиваме поврат од 5 денари од самата стратегија. Најголемите трошоци кои беа трошоците за развој на зоните, буџетите на агенцијата и на дирекцијата и загубениот приход од персонален данок. А најголемите придобивки беа нето извозот, исплатени плати и технолошкиот прогрес. Значи, тука технолошкиот прогрес го земавме преку growth accounting методот и преку анализа на Петревски и Лазаревски, ако не грешам, од 2015 година, каде што технолошкиот прогрес во Македонија во основа се смета дека е 8,5% од самиот раст на БДП. Така, тоа земете го како малце... Значи, резултати. Пронајдовме дека вкупно вработени имало 9576 и просечната плата по вработен била 21.000. Но, како што напомена и Горан, тука се внесени и менеджерските плати. Така да не сме сигурни дали колку сушност се платени работниците. А реално во тие компании најголемо вработување или работните позиции се всушност работниците, не се менаџерите и раководните позиции. Трошокот по вработен изнесува околу 6400 евра, што ако не се лажам, тука сме близко и со вашата проценка, околу 5000 нешто евра беше вашата, да. Сега учеството на вработувањето во овие ферми изнесува 29% во однос на вкупното намалување на невработени во РМ за истата година, а во 2013-2014 година изнесува 16 и 17% соодветно. Но тоа не означува дека ова се ново вработени или предходно биле невработени па се вработени. Туку сакавме само да видиме колку само учество или влијание би можело да има самото вработување во овие странски директни инвестиции, што укажува дека делумно вработувањето во фирмите има влијание врз вработеноста на населението. Истото означува и за извозот на Република Македонија 2007 до 2014, каде во просек изнесува 11%.
Во 2014 овие 14 фирми, извозот на овие 14 фирми изнесувал околу 37% од вкупниот извоз на Република Македонија. Ова како го анализиравме, учеството е пресметано од вкупниот приход на компаниите во однос на вкупниот извоз на Република Македонија, зашто главната предпоставка беше дека тие фирми всушност се извозно ориентирани, дека 100% од нивните операции се всушност за надвор од државата. Да покриеноста на извозот нормално се зголемува и мора да се признае дека има влијание, делимично влијание и самиот извоз на странските директни инвестиции. Учеството на соработка по региони, ова беше интересна предпоставка. Се водевме под предпоставка дека всушност дел од самата соработка, нели, од самите трошоци оперативни трошоци што овие фирми ги се соочуваат, дека 10% од тие се всушност за купување на материјали и суровини од македонски или од домашни фирми. Значи тоа беше некоја конзервативна предпоставка што не мора да значи дека е точна. Значи учеството на соработката по региони од 2006 до 2010 само била во Скопје, а после тоа веќе се разграничува и во други региони како Пелагонискиот и Источниот регион. Веќе сум при крај. Предизвици. Главниот предизвик е транспарентноста и отчетноста. Всушност не знаеме колку пари се вложуваат во оваа политика и кои се всушност буџетските корисници. Можам да ви дадам пример, кога ги представувавме првично овие податоци, представниците од Агенција за странски инвестиции ни укажаа дека всушност и самите општини играат улога во одржување на зоните, што ние не можевме никако да го најдеме кои се. Нема ни детален опис кои се всушност играчи, нели, главната улога и кој всушност е вклучен во самата стратегија. Исто така можам да кажам за временската рамка. Никој не знае колку оваа стратегија би траела. Дали имаме некој долгорочен план, дали би траела до 2020-2025, што би се направило во следните години, дали е план да се намалат трошоците, дали е план, например, да се примени различна, нели, политика каде што не мора да биде тотално ослободување на данокот, ама може делумно ослободување од данокот за овие фирми. Всушност немаме идеја дали оваа стратегија ќе има некој крај. Какви инвестиции привлекуваме? Моментално главните инвеститори се од автомобилската индустрија, што е добро за технолошкиот развој на земјата, но немаме работна сила со вештини кој може да одговори на тие работни позиции. Например, ја би дал една исто предлог, например, прехрамбрената индустрија би пружала поголема додадена вредност отколку автомобилската, ако привлечеме такви фирми. Што имаме веќе работна сила која што би можела да се соочи со потребите на овие фирми. Каква е соработката со инвеститорите? Исто така не знаеме. Дали имаме или има домашните фирми капацитет да одговорат на потребите на овие компании во однос на суровините? Зголемувањето на увозот може да е предизвикано од потребата на овие компании да увезат материјали и суровини од други земји.
А имаме забележано дека иако извозот се зголемува, ама така и увозот се зголемува. Тука интересен е податокот, еве пак да се надоврзам со транспарентноста и отчетноста од дирекцијата за технолошки развојни зони. Добивме податок после можеби 1 месец од која побаравме или 2, не сум сигурен, за увозот и извозот на овие компании. Нашата анализа беше завршена веќе, така не можевме да го искористиме, но можам да ви кажам дека од 2013 до 2015 според тој податок во просек 88% било учеството на нивниот увоз во однос на извозот. Што значува дека реално најголем дел од овие фирми увезуваат. А не дека извозот не е зголемен и тие фирми имаат многу поголем извоз од колку увоз. Но учеството е 88%. Исто така, дали соработката е главна во услугите, како например кетеринг и транспорт и шпедиција. По логика, еве, зашто тука сме и економски експерти, по логика една држава главен двигател на една економија во една држава е производствената индустрија. А дали странските инвеститори соработуваат со домашните фирми од производствената индустрија, како например што можат да им дадат суровини и материјали, или всушност било од услугите како кетеринг и транспорт. Мислам дека производствената индустрија би требала да биде еден од главните двигатели на економскиот раст и е директно под влијание на видот на соработка помеѓу инвеститорите и домашните фирми. И на крај би рекол нелојалната конкуренција во пазарот на труд, предизвикани од субвенциите. Како прво, дали вработените во СДИ се превземи од други домашни фирми или се нововработени, тоа ние не го знаеме. Дали високообразовниот стручен кадар е во домашните фирми е превземен од СДИ. И всушност самото ослободување од персонален данок означува конкурентна предност на странските инвеститори. Нашите препораки би биле годишна анализа на трошоци и придобивки за оваа стратегија од надлежна државна институција за поефективно спроведување на стратегијата, подетално објаснување на програмите и ставките во буџетот, особено за агенцијата и за дирекцијата, подетални објаснувања на разните видови помош кои овие фирми ги добиваат. Тука не се само кеш грантови, тука ако не се лажам имаше и дел каде што и државата дава и за тренинг на кадар, да. Подетално објаснување на сите вклучени буџетски корисници во стратегијата, како што напоменав, например локалната самоуправа, општините. Зголемување на транспарентноста и во објавување на податоците и подобрување на отчетноста на државните институции, тоа што означува да биде на веб страна, да бидат прикажани како например како во Чешка примерот што го даде Горан. Потребно е засегнатите институции од оваа стратегија континуирано да ги анализираат потребните износи за имплементација на стратегијата за подобрување на искористеноста и ефикасноста на државните пари. Ова што означува дека можеби со помалку пари би ги добиле истите ефекти или подобрени ефекти. И исто така континуирана модификација на стратегијата за да ги задоволи потребите на економијата во Република Македонија. Значи фирми во други индустрии, фирми кои отвараат работни места во индустрии кои се помалку застапени во Македонија и така натаму. Благодарам. Благодарам, Вучков.
Сега ве поканувам другите присутни да се вклучите во дебатата. Се разбирам, може слободно да коментирате дел од излагањата кои што слушнавме или да излезете со своји анализи, ставови, коментари во врска со темата која што денеска дебатираме. Повелете, представете ни се па. Здраво, јас сум Кристина Попова. Би сакала во име на дополнителниот заменик министар за финансии господинот Нумов да им се заблагодарам на младите истражувачи од ЗМАј за поканата. Господинот Нумов изразува жалење што не можеше и денеска да биде тука, иако секогаш ги прифаќа со задоволство поканите од ЗМАј, заради тоа што е прекрасно да се види како едни млади луѓе се грижат онака несебично за утрето на државата. И сега јас во негово име би се обидала најдобро што можам да ги пренесам неговите ставови во врска со темата. Сметаме дека со предложените решенија на инвестицијската политика може да се работи. Неопходно ни е поставување на долгорочна стратегија со јавно познати цели и посебно со мерливи ефекти, зашто странските директни инвестиции не се тема која може да се работи на среден рок. Моменталниот модел на привлекување на странски директни инвестиции е некомпатибилен со карактеристиките на нашата економија. Значи, од вашите направени анализи и интервјуа со раководствата на странски директни инвестиции, можевме да увидиме дека кај нивните раководства поголемо влијание имаат сигурноста, близината на пазарите до кои што ги пласираат производите, квалификациите на работната сила, добар транзитен систем и инфраструктурата. Од одговорите кои што беа понудени од нив, например, не можеше да се прочита моментот за субвенции, што секако е битен, меѓутоа ете не го ставаат на прв план. Апсолутно дека странските директни инвестиции се потребни и добре дојдени во една економија, но дали тоа треба да биде по секоја цена како што тоа е денес? Имајќи во предвид дека најголем дел од бруто домашниот производ сочинуваат домашните претпријатија, поборници сме за тоа дека треба да постои фер третман кон домашните претпријатија. На крајот на денот од јавните пари се обезбедуваат сите тие поволности за странските директни инвестиции во земјата. Подобрувања мора да се случат, посебно во полето на транспарентноста, која што и кај вас е ставена на прво место. Засилување на соработката меѓу странските директни инвестиции и домашните компании, но и поддршка на извозничките компании во Македонија. Податокот дека во 2007 година, пред да се активираат ТИРС зоните, например, Република Македонија имала извоз од 2 милиарди и 477 милиони евра, а во 2015 година извозот, значи вкупниот извоз надвор од ТИРС зоните, изнесува 2 милиарди и 551 милион евра, упатува на апсолутно застрашувачки заклучок дека извозот на домашните претпријатија речиси и не се подместил од место. Значи целокупниот извоз за 2015 година е 4 милиарди и 51 милион евра, од кој што 1,5 милиарда нели се должи на ТИР зоните, што ни останува уште 2,5 милиарди како што било и пред во 2007 например. Вака поставени политиките не нудат фер третман на домашните компании и воопшто не ги стимулираат домашните компании да растат и да го зголемуваат својот извоз. Одлично е дека се зборува на темава за крај и се поголем е притисокот за промени кои што треба да понудат едни квалитетни работни места, фер третман и стимул со реални ефекти во насока на намалување на трговскиот дефицит кој Република Македонија го остварува години наназад. Ве благодарам. Благодарам многу. Ве поканувам другите да се вклучите во дебатата. Повелете. Господин Гошев, ајде, повелете. Од десна, било кој микрофон. Слободно. Горан ме покани за зборувам, да бидам во Верничар, но не можам да прифатам заради некои обврски. Утро погледнав неколку податоци. Но прво да кажам, од презентациите, од дискусии, заклучувам дека не е можно да се направи анализа за ефектот на странските инвестиции во Македонија и дека таа неможност затоа што не постојат податоци. Затоа што државата ги крие основните
информации, па дури и оние податоци кои што се објавуваат, проблематични се и тие, прашањето е дали се и тие точни. И ако тоа не е добро, не е вред, тогаш анализите можат, наместо да бидат корисни, може да бидат штетни. Подобро да нема анализа, отколку да има анализа со погрешни основи врз кои таа се прави, бидејќи ќе се изличат погрешни заклучоци од таа анализа. Се разбира, јас овој напор го знам и некои други напори на Змај и тоа го поздравувам. Особено оние организации како USAID што финансираат вакви активности и не само во овој домен, туку Европската комисија, амбасади, донации во областа на медиумите и така натаму. И без нив можеме да ја замислиме цела ситуација во Македонија. Не би имало ни ваква глува дебата, каква што сега се обидува оваа група на млади истражувачи да испровоцира во земјава. Значи, ситуацијата е била уште поужасна, затоа што во Македонија не постои диалог. Меѓутоа да поминам конкретно. Мојот став е дека она што криво ќе се насади, тоа не се поправа. Така што целиот овој проект е ужасно лош и штетен за Република Македонија и тој не се поправа и поради сите овие сугестии и напори како тоа да се поправи нешто во рамките на овој концепт на странски инвестиции. Тој концепт не се поправа. Едноставно. Тој има многу повеќе штети отколку што има користи. Главната штета е што е тој крајно дискриминирачки проект, тој е антипазарен проект, тој ги доведува во нееднаква положба субјектите на пазарот и огромен број субјекти имаат штета во полза на некоја мала група привилегирани инвеститори. Тоа е во рамките на тој концепт на глобализација, да, ама во глобализацијата има добитници, има губитници, ова е се во полза на таа мала група добитници, која што се форсира, која што по самата логика на големите бројки со кои што тие располагаат, со моќта која што имаат на светските пазари, имаат предности, а на тие предности им се додаваат административни предности, законски предности и се друго. Така што тој концепт не може да биде добар. Ја ќе ви кажам само еден пример. Имавме пред некоја година изјава од министерот од подпредседателот на владата, па од оној директор таму на Агенцијата за странски инвестиции, дека, например, странската инвестиција за текстилна индустрија таму негде на кај Штип, од 5000 работни места што би отворила, не знам докаде е тој проект, таа не би ги конкурирала нашите текстилни фабрики во Република Македонија. Имате таква изјава од државни функционери. И прашањето е, каде ќе продава таа странска инвестиција? Производи на светскиот пазар. Каде продаваат нашите текстилни индустрии? На истиот светски пазар. И тие велат нема да им конкурираат нелојално, бидејќи овие имаат бенефиции државни, а овие немаат. Значи, тоа е една комплетна хипокризија. Но, бидејќи ние не можеме да направиме прецизна анализа, затоа што нема бројки, има некои индиректни бројки што може да не упатат кон тоа што ни носат овие инвестиции. Еве, речено е дека 9000 луѓе вработиле тие. Знаеме дека не само во зониви, плюс оние има околу 13.000 луѓе вработено во странските компании. Ама исто така, Бачков рече дека не знаеме дали се тие нови, плюс, или се преселени 50%, 70%, 80% од други постојни работни места. Па не можеме овие да ги додадеме туку така на вкупниот број вработени, или не можеме да ги одземеме сите 12 или 13 од вкупната бројка на невработени што била. Ништо не го знае. Бранимир зборуваше за условите. Немаме бенефити од тоа. Експлоатацијата таму продолжува, правата не се штитат на работниците и така натаму. Колкава штета им е направено со овој
дискриминирачки модел на постојните фирми, затоа немаме, нели, опипливи докази да знаеме. Па таму колку штета тоа прави со таа нелојална всушност конкуренција и за превземање на луѓе од истиот ресурс во Републиката на вработени. И кога мериме, ние мериме преку она што можеме да го погледнеме, можеме да го видиме преку глобалните индикатори. Вработеноста е многу важна и невработеноста вкупно. Ама ние овде не може да загрегираме точно што се случило на овој терен. Се спомнува дека стапката на невработеност се намалила, не знам, од 30 и нешто на 26, па 24 и тоа било најниска и така натаму. Фино, супер, ама ние знаеме истовремено дека владата не ни кажува дали 80.000 луѓе вработила во јавниот сектор во овие 10 години, дали 100.000, дали 112.000. А ако толку многу вработила во јавниот сектор, што е проблем кој што ќе го влечеме понатаму 10 на години, може 15, не било проблем уште 12.000 да додаде овие што се тука и тие ќе беа сместени така и ќе имаше исти ефекти врз стапката на невработеност во Република Македонија, ама немаше да има роуд шоу, немаше да има овие дискриминации, немаше да има тајни договори за државни субвенции, да не ги знае јавноста, а се плаќаат од јавните пари на граѓаните и така натаму, и така натаму. Значи, од ова што го гледаме, јас не гледам дека имало тоа некаков ефект врз намалувањето на невработеноста. 12.000 бројка не е ништо, а таа плюс не знаеме дали е комплетно нова или се превземени од други, би се останале на некои други работни места, поголемиот дел можеби од тоа. Значи, но Савајлево на брзина направи ваква една споредба. Во периодот 2003-2006 немаше роуд шоу, немаше ваква специјална политика за привлекување на странски инвестиции, немаше економски промотори по амбасадите на Република Македонија, немаше оние десетина институции што знае ги број таму што денеска се бават специјално со странски инвестиции. Сето тоа го немаше. Во тој период 2003-2006 стапката на раст на бруто домашниот производ просечно годишно беше 4,2%. 2003-2006. Во периодот 2007 и 2016, кога ги имаме сите овие странски инвестиции, сето овој благодет што се презентира преку рекламирањето, стапката на раст е 2,88. Ако ја вклучиме ова што ќе биде веројатно не повеќе од 2 од 2016. Бидејќи до сега двата квартала се околу 2, третиот се прогнозира дури и помалку може да биде, 2,9 можеме да ја заокружиме. Но, во овој период, кога имаме 4,2, во Македонија влегле без сите овие стимулации, законски дискриминации, тајни давања пари од јавните пари на граѓаните. Во Македонија влегле 957,6 милиони долари. Просечно годишно влегувале по 240 милиона долари. 2003-2006. Во овој период кога го имаме сето ова, целиот овој благодет и форсирање на странските компании, имаме просечно годишно по 309 милиона евра. Значи не така многу. Или вкупно некаде околу 3 милиарди и 91 милион долара. Но овде е периодот 10 години, вамо е периодот 4 години.
Истовремено, во овој првиот период, даноците не биле рамни и најниски во светот, како што вели владата, напротив, биле поинакви и плаќале фирмите повеќе за цивилизацијата, што би рекол Джефри Сакс. Значи, за јавните услуги, за инфраструктурата, за оно што го користат сите граѓани. Значи, со лоши даноци, како што би рекла оваа власт, без стимулации имаме 240 милиона евра, просечно годишно влегувале, сега имаме 309 милиона, со сите овие бенефиции, а не ги знаеме сите платени трошоци. Овде немаме плаќања, немаме фискални давачки за тие странски инвестиции, немаме ослободување од даноци и немаме други кеш пари давани од даноци за да дојдат тие инвестиции. Овде имаме и давање пари за да дојдат и за да работат, имаме субвенционирање и на плати. 50% нето плата во некои договори има Джонсон Контролс или која беше го плаќа државата првите 2 години. И нето плата. Значи тоа го немаме сето и имаме само 309 милиона во тој период. Но што имаме друго? За да заклучиме дали е тоа корисно или не. Не со сите квантификации, како правец на кој што не упатува. Во периодот 2003-2006 јавниот долг се поместил од 1,7 милиарди евра на 1,8. Значи, само за 100 милиона се поместил јавниот долг во овие 4 години, пред оваа власт. А во релативни, јавниот долг во тој период се намалил од 45,9 на 25 во 2007, на 25% негде во 2007 година. Значи, имаме странски инвестиции по 240, имаме стапка на раст од 4,2, а имаме драматично намалување на јавниот долг како процент во бруто домашниот производ. Или во апсолутно само 100 милиона е поместен. 45. Во овој период, другиот, во кој што имаме само 2,8%, 2,9% стапка на раст. Со повеќе странски инвестиции, квантитативно, околу 3 милиарди, или 303 годишно. Јавниот долг е зголемен од 1,8 на 4,3 милиарди евра, ама 4,3 милиарди по дефиницијата на владата, дејќи стално повторувам, тоа не е точно. И тие 4,3 милиарди не се ажурирани, уште стои таа бројка на веб страната на финансии, уште не е вклучена оваа евроврзница и уште нешто друго во тоа. Значи, над 5 милиарди е тој јавен долг, значи многу повеќе од дупло се зголемил, а растот е безмалку дупло помал од оној период кога немало политика на привлекување на странски инвестиции, кога долгот се намалувал, не се зголемувал. Ја мислам дека овие индиректни податоци се многу поважни од сите други ситни калкулации што се прават за оценка на ефикасноста на политиката на привлекување на странски инвестиции. Се разбере, јас не мислам дека треба да се забранат, не ме разберат погрешно, особено неолибералистите би ми се налутиле. Јас сум за глобализација во секој случај, ама мора да има политики и мора да се знае кој кога губи, кој колку губи, зошто губи и така натаму. Тоа треба да се знае. Значи, оваа политика не се поправа. Дури и овие некои корисни идеи што ги имате овде, тие нема кој да ги слушне. Нити сака да ги слушне. Ако се обелоде над сите бројки,
тие се плашат да не еруптира некое незадоволство, поголемо. И тие нема да ги кажат тие бројки, се додека не се заминат од таму и не дојде некои други кои ќе се отворат сите тефтери да се види колку кошта едно работно место. Добра, бидејќи не се осврнавте на тоа, мислам дека е интересно, сте биле министр за финансии, прв човек на Народната банка. Кој е вашиот став за тој аргумент дека бројките се кријат во името на тоа да не се нарушат преговарачките позиции на владата и на тимот кој што привлекува директни странски инвестиции, кога се преговара со секој еден потенцијален инвеститор? Прилика е вака поедноставено, тоа е аргументот. Тоа си го зеле тие тоа право, да размислуваат на тој начин. Кој има право да дава народни пари, а да не каже колку пари дал и зошто ги дал тие пари? Тоа тие си узурпирале такво право. Право на некои богови. Право на некои богови. Мора да биде транспарентно. Нека дојдат, нека конкурираат сите. Тоа се условите во Македонија. А од друга страна, не може никој да оправда политика на различни услови, на стопанисување, на различни услови на правење на бизнис. Не може. Тоа не може да се оправда со ништо. Да, веројатно, ако смеам да се надоврзам, само отвора сомне за можна корупција, бидејќи разликата меѓу 20 и 50 е разлика која што отвора простор за можна корупција. Кога некој би бил сигурен во својата политика и кога би бил сигурен во своите резултати, зошто не ги обелодани тие сите податоци? Јас предпоставувам дека некој не е сигурен во своите резултати, дека направил повеќе трошоци од колку користи, направил повеќе штета од колку полезности за својата држава и затоа тој не сака да се знае колку кошта ручекот. Тоа е мојот став. Благодарам. Се јави една господја таму, па вие, колега, може? Благодарам за поканата. Маја Барич од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Би сакала да изразам задоволство што сме присутни денеска на настанов. Меѓутоа, морам да кажам дека очекував поголем настан и настан кој што ќе го отслика насловот на поканата подобрување на инвестицијската политика во Македонија. За жал, зборуваме само за еден мал сегмент, зборуваме само за странски директни инвестиции. Нема да навлегувам во детали, сте обработувале податоци кои што на сите ни се достапни. Начинот како сте ги обработиле нормално ваш избор, методологијата која што сте ја избрали и која што сте ја примениле. Со тоа што за жал нема да може ни подолго да се задржиме во дебата, со оглед на тоа дека настанот ви беше планиран до 2 часа, така што ова фактички е, да речем, некој вид на обраќање до вас. И кога веќе зборувавте за нешто сосема друго, за содржина која што се разликува од темата, на која што бевме поканени. А во што се разликува, се извинувам? Вие го имате документот пред вас и гледате на што се однесува документот. Извинете што... Јас морам да кажам дека документот го добивме кога дојдовме овде. Немавме прилика да го видиме претходно, за да можеме да ги разгледаме деталите во документот, заклучоците го доколку што сте дошле, препораките и слично. Меѓутоа, факт е дека би можела и да ви го искоментирам, не е ништо спорно, затоа што делом на овој документ во библиографијата се подпира на стратегијата за конкуренција 2016-2020, во која што врз основа на актите кои што Европската Унија ги носи за своји потреби за подобрување на сопствената конкурентност, направен е обид тоа истото да се прелее и во македонската економија, вклучувајќи соработката на македонските компании со странските директни инвестиции, подобрување на подготвеноста на работната сила да се вклучи во процесот на работа на фирми кои што во Македонија според првичната идеја за отварање новој процес треба да воведуваат нови технологии и напредни технологии и во Македонија.
Значи, воведувањето на нови технологии подразбира и подготовка на работната сила, за што треба да се вклучат сите фактори во општеството. Не може државниот буџет да го гледаме како единствен извор за финансирање на се и сешто. И можам да ви кажам дека во друга прилика и во друг контекст се најдов лично во ситуација на фирма која што користи субвенции од државниот буџет, да и кажам, а добро, за тие двајца луѓе кои што ви се потребни да научат странски јазик, што не е вообичаен во нашиот систем, нели имавте прилика да им понудите стипендирање и да ги задржите како ваш кадар во работењето? Имаше проблем со тоа. Значи, мислам дека не е во ред да се гледаат работите еднострано. Потребно е сите фактори во општеството да се земат во предвид и сите информации кои што се достапни. И да не навлегувам понатаму во други детали, би можеле многу да разговараме, затоа што инвестицијската политика во Македонија не треба да се сведе на странски директни инвестиции и дискусија само на тоа, само околу тоа. Благодарам. Добро, благодарам. И самата велите врз основа на сите податоци кои што се достапни, чувме дека многу не се достапни, нели? Добро, друг некој? Повелете. Владимир Петрески, Метаморфозис. Јас сакав само малку да се надоградам на ова што го говореше господин Гошев. Значи, сето ова што он го говори е многу точно и особено е точно тоа што за многу работи немаме податоци. Арнома уште поголем проблем е што за многу податоци што ги имаме сомневања. Значи имаме многу големи сомневања. Например, јас лично имам многу големи сомневања за тие суми на инвестициите што се кажуваат, за кои што никој не кажува како се дојдени. Овде сега говорниците ни кажаа дека вкупното ниво на странски инвестиции, не знам, на вложени средства од странските инвеститори 1,2 милиарди евра. Например, за Kemet Electronics вика инвестицијата вреди 20 милиони евра. Чекај, како вреди 20 милиони евра? Значи, тоа била фабрика у Белгија. Зелем машините од Белгија ги качиле на воз или на брод и ги донеле овде. Сега, шо е тоа 20 милиони евра? Вклучена ли е амортизацијата? Објектот им е направен од државна помош. Некои од тие бројки кои што ги кажуваат како инвестиција се крајно сумнителни. И кога ќе видите и во однос на вработени, потоа, јас мислам, не знам веќе што е критериум за странска инвестиција. Дрекселмајер едва и да може да се нарече странска инвестиција. Дрекселмајер не е никаква странска инвестиција. Дрекселмајер е франшиза. Земјиштето не е на Дрекселмајер, објектот не е на Дрекселмајер, кредитите со кои што изграден објектот не се даени на македонска фирма и се земени од македонски банки. На Дрекселмајер е брендот, значи типично као франшиза и некој ноу-хау, евентуално можеби и машините. Ма собственоста на фабриката не е на Дрекселмајер. Така што тоа едва и да може да се нарече странска инвестиција. И има ред други такви каде што договорот меѓу странските и домашните партнери е, мислам, не ги ни знаеме тие договори. И прашање оваа државна помош што ја доделува државата, дали тоа уопште се доделува на странски фирми или пак не знаеш више на кого се доделува. Нас на фактот што ја имам и голема скепса во однос на овој индикатор што сите ни го користиме за падот на невработеноста. Значи, тој показател за падот на невработеноста, кој што е нели многу важен во секоја економија, тој е многу важен и во нашава економија особено, заради високата невработеност што ја имаме, е да се чудиш. Значи, ги гледав податоците за цела Европа. Само во Германија од 1950 до 1963, мислам, знаеме дека Германија беше уништена после Втората светска војна, има намалување на невработеноста 13 години поред. Никаде друго место во Европа, ги гледав сите податоци последниве 25 години, нема намалување на невработеност 11 години поред. Никаде, у ниедна држава у Европа, 36-37 земји, за кои што има податоци последниве 25 години од падот на комунизмот,
Нема таква работа и мислам не функционираат така националните економии. 11 години поред малце по малце да се намалува невработеноста. Ни една година да нема, не знам, раст на невработеноста, макар од 0,1%. Него тоа као темпирано да е овака, не знам, по полека се намалува. Тоа е крајно сумнително, мислам. Ние знаеме, 2009 бевме соочени со светска економска криза. Скоро никаде, не знам, економијата во Европа не растеше. Во Македонија, невработеноста не опаѓаше. Во Македонија, насред светска економска криза, невработеноста паѓа. 2012 година имавме пад на БДП и 2009 година имавме пад на БДП, а и 2009 година се збореше за државни вработувања. Ама 2012 имавме пад на БДП, невработеноста паѓа при пад на БДП. Исто време на владење на ВМРО. 2001 година имавме војна. Невработеноста пак паѓа. Тоа мене ми е крајно сомнително. 11 години поред нон-стоп. Дури и по кварталите се гледа, по кварталите тоа малце по малце кон некој да го темпирал. Мислам, во вистинскиот свет, во реалниот живот, тоа така не функционира и мене тоа ми е многу сомнително. Благодарам. Благодарам многу. Можеме полека да привршуваме или Горан ќе сака нешто веројатно како завршен збор? Вака, значи, предлог решенијата произлегува, сега замина од кабинетот, иначе предлог решенијата произлегува како резултат на претходното спроведено истражување за странските директни инвестиции. Значи, првите домашни инвестиции кои што имаат до одобрение за државна помош се донесени, значи, во овие одлуки во 2016 во март. До тогаш нема ниту една домашна инвестиција која што била поддржана со државна помош. Ако ги студираме податоците од Министерството за економија од 2007 до 2015 година, значи во годишните завршни сметки на буџетот на Република Македонија, може да видиме дека за субвенции и трансфери на малите и средните предпријатија во овој период се дадени 560.000 евра. Трошоците за привлекување на странски директни инвестиции изнесуваат 176,5 милиони евра во истиот период. Така да, добро е вака и овие бројки да се имаат во предвид во грижата на инвестициите, конкретно мали и средни предпријатија, странски директни инвестиции. Тие мали и средни предпријатија се претежно домашна собственост. Така да, штета што не се тука за да ги слушнат овие бројки. Исто така, голема благодарност уште еднаш за времето кое што го одвоивте сите, за присуствувате на овој настан. Особена благодарност до Бранимир Јовановиќ и Петар Гошев, што ни помогнаа во подготовката на предлог решенијата за подобрување на инвестицијската политика во Македонија. Исто така, на согласност за да бидат јавно објавени како помагатели на овој документ се и Советот за странски инвеститори, Пристопанска комора на Македонија. Во овој документ придонеса и професори од економскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методеј и едно од министерствата, значи одделение во рамки на едно од министерствата, што замоли да не биде јавно објавено. Благодарам. Благодарам, Горан. Еве да ви честитам уште еднаш на вашиот аналитичко истражувачки напори, на резултатите до кои што стигнавте. Мене ми е жал што овој на крај настане пак заврши како што господин Гошев рече, како глува дебата, а објаснувањето беше нели промашена тема наводно и влегување во цајтнот. Ама добро, тоа е тоа. Ви благодарам многу што денеска бевте дел од овој настан и од ова дебата, па се гледаме на некој следен настан кој што младите аналитичари и истражувачи од ЗМАј ќе го организираат.